Почитувани гледачи, добра вечер. Уште едно издание на емисијата Избор на народот. Дефинитивно се знаат коалициите и политичките партии кои што ќе се борат на следните предвремени парламентарни избори, откако завршија сите рокови за дефинирање на листите. И Управниот суд ги одби листите на Народното движење на Социјалдемократската партија на Македонија, па веќе целосно се профилира учесниците на овие избори. Тоа се вкупно 11 политички субјекти, од кои 5 коалиции. Гостин во вечерашната емисија е аналитичарот Владимир Божиновски, со кого ми представува посебна чест да ги започнам овие неколку емисии до почетокот на изборите околу анализи. Најнапред ќе започнеме на самиот почеток со сето на што треба да го очекуваме на почетокот на кампањата, а потоа во самата кампања ќе имаме уште неколку емисии. Добра вечер и добре дојдовте. Добре ве најдов. На самиот почеток, ајде една паралела да направиме. Она што се случуваше во Соединетите Американски држави и тамошната кампања и кампањата во Република Македонија. Дали може да очекуваме релативно идентична валкана кампања? Па, мислам дека не можеме да ги стигнеме американците, затоа што до тоа дно нема да паднеме, сигурно. Интересно беше што сад на овие избори имавме навистина кампања која излегува од сите модели за кампања претходни и каде што едноставно не постоја граници. Значи, например, тимот на Клинтон се обиде да ја извојува победата преку тоа што ќе извади неколку девојки кои наводно биле на некој начин лошо погледнати или можеби допрени на поменување од страна там пред 20, 30, 40 години. Но сметам дека и таму се покажа и американскиот гласач веќе не може да биде на некој начин преку силна медиумска изложеност на, би рекол, тривијалност и убеден да гласа за нешто во кое што не верува. Така да тоа ќе биде и кај нас. Едноставно гласачот не може да биде убеден да гласа за нешто во кое што не верува или за некој во кој што не верува дека може да му донесе подобро утре. Едноставно изборот е која од овие две партии, односно две големи коалиции, ќе ми пружи подобра идеја. Така да тоа беше и минатите и предминатите, така да и нови избори го очекуваме истото. Ме интересира дали сметате дека можеби предвреме започна политичката кампања со оние лоши случувања или неколку инциденти кои што се случија во текот на, па еве оваа недела и малку претходната недела. Само накратко ќе се потсетиме на каменувањето на лидерот на ДУИ Али Ахмет и неговиот автомобил во Команово, инцидентите кои што се случиле во Рачиново, а воопшто не беа медиумски покриени, бидејќи таму ретко кој може да достигне, но се знаеше дека беше искрчен штабот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но не се знаеше за забраната, например, за доаѓањето на Ахмет и на Тачи, и, например, за еве последните случувања кои што беа чист пример за обидот за убиство на партизански одреди при пресметка на некои луѓе кои што велат дека се можеби од подземјето и едноставно некако како да започнува тој страв да влијае на македонските гласачи. Дали мислите дека почна малку предвреме целата оваа кампања за заплашување или како да? Кампањата е почната, генерално кампањата е почната многу одамна. Не е тоа од сега. Едноставно овие случувања се повеќе во насока на говориме за првите две случувања во насока на одредени, првиот е во насока на одредени, би рекол, внатрепартиски или бивши внатрепартиски случувања, затоа што тоа со ДУИ што се случи во Кумановското село, во се заборив кај беше, Чегран не беше. Не ми текна на имена која беше селото, не е важно. Значи, тоа беше резултат на незадоволство, затоа што тоа е поврзано со друг настан кога беше убиен човек од тоа село во борба за превласт во општинската организација на ДУИ. Така да тоа не е поврзано со овој случај, едноставно тоа се внатрешни, внатрепартиски пресметки кои за жал стануваат и физички пресметки.
Она што случи во Арачиново е тоа дека СДСМ отворил штаб и едноставно некој можеби сакал да прати порака дека не треба да се отвараат штабови, не знам, на СДСМ или на некоја друга неалбанска партија во албански средини. Иако, например, ДУИ отвори штаб, ако не се лажам, и во Кочани, па никому ништо не му се случи. Што е сосема погрешно, но тоа не може да влие или да ги заплаши граѓаните, со оглед дека све е тоа дел од оној предизборен фолклор кој што се случи. Ово за ова една партизанска што се случи, искрено, МВР не дае воопшто никакви детали, ако требаше да излезат и да дадат. Например, за ваков сериозен инцидент во кој што беше замешан припадник на обезбедувањето на СДСМ, тешко повреден, со пукање, со све, немаше никакви информации. А од друга страна, за она случувањата со Диме Спасов беше на широко објаснувано, пишувано, безбројни пресови неколку дена, за нешто што навистина воопшто не беше никаков посебен инцидент, без разлика дали имало злоупотреба, не злоупотреба и сега тој сегмент, во тоа што го тврди, затоа што едната страна излезе со едно, на другата страна излезе со друго и со сочувен аргументите граѓаните ќе си дадат најдобра процена што како се случувало. Но чудно е дека тогаш Спасовски беше и како агилен, а сега никаде го нема, валјда предпоставка е дека он мораше да излезе некој прес, бидејќи луѓето ќе почна да поставуваат прашања, чекај сега што се случува, за Дим излегува МВР со соопштенија, односно неговиот кабинет на неколку часа, вамо нема ништо за многу сериозна работа што ретко се случува на партизанска. Тоа е во нормално време, 23 часот и 40 минути. Живеам во близина, значи на тоа секој ден поминуваме тука и такви работи не се случува, значи многу специфично. И нема никакво соопштение, се претпоставам се најде повикан да излезе, но и на тој прес што излезе воопшто не каже ништо. Така да со самото тоа едноставно се покажува дека тоа има некаква поврзаност внатре во самата СДСМ, со оглед дека министерот и оној кој што беше инволвиран во тоа, за кој што знае дека бил инволвиран, се од истата партија, односно едниот е функционер, другиот обезбедување на функционер. Дали го поставив ова прашање, особено ова последно, од една проста причина. Ме интересира дали сметате дека уште од сега започнаа да се кршат правилата на изборите, дека функционерите државни, кои што се поставени од политичките партии, не смеат да ги злоупотребуваат позициите во изборна кампања. Дали можете да направите тука некаква корелација, бидејќи ве спомнавте два одвоени случаи каде што значи опозицијата цело време тврдеше дека МВР било злоупотребувано од страна на ВМРО ДПМН кога беше таму министерот ВМРО ДПМН. Не навлегуваме тоа дали е било точно или не е точно, но има да кажеме некои одредени тврдења. Во моментот кога СДСМ го презема министерството од техничкиот министер спрема договорот од Пржино, се вработија во збори на првиот пат, се вработи еден куп луѓе, почна да се користат разни бенефиции, почна да се менуваат други луѓе, се ставаат исклучиво партиски војници, значи на одредени позиции. Заврши тоа, се вратија состојбата како претходно, само што дојде повторно истото. Сега, ја не разбирам која е таа порака што се праќа. Ние, имало, велат, ВМРО вработувало, ВМРО-овци, нели, партиски војници од ВМРО, они кога дојдоа вработуваат СДСМ-овци, односно партиски војници на СДСМ. Што значи тоа? Гласете за да ги смениме едните партиски со другите партиски војници. Таа ли порака сака да прати СДСМ? Многу погрешно. Веќе почнуваме полека да навлегуваме во овој сегмент, кога веќе зборуваме за политичките афинитети. Дали можат полека веќе да се извадат политичките флоскули или како ќе се води оваа политичка кампања помеѓу двете најголеми политички партии, помеѓу двете нови коалиции кои што треба да глумат или да се обидат да освојат гласови од незадоволниците. Тоа е едната коалицијата за правдата, односно така, коалицијата за промени и правда, другата ВМРО за Македонија. Од друга страна пак албанските партии имаме две партии кои што ќе трчаат и Алијанса за албанците, кои што исто така се
обидува да се направи некаков баланс помеѓу овие две поголеми политички партии, без при тоа да не ги омаловажуваме и останатите помали партии кои што трчат сами. И има исто така ова движењето кое што прерасна во партија Левица. Да, затоа реков останатите да не ги... Па не, мислам, забраваме, види, така според мене Левица е многу позначен политички субјект, иако е нов, од, например, она како беше Правда и тоа другото. Промени и Правда, каде што се Јове Кикиновски, Павле Трајанов и председателот на МОР и така натаму. Тука се 4 партии од кои што ние што се занимаваме со оваа проблематика, две не ги знаеме воопшто, а на двете ги знаеме личностите заради тоа што беа пратеник и едниот се обидуваше кандидат да биде за председател. Мислам, нема тоа политичка тежина. Единствена политичка тежина одредена има Љупчо Ѓоргиевски. Тука говориме за тоа во десниот блок, сега све зависи колку и како он ќе се ангажира околу тие. Значи не говорам ни за НП, ВМРО НП, не говорам уште помалку за Достоинство и за Обединети за Македонија, мислам дека тие партии само на хартија постојат. Така да, у зависност од тоа колку Љупчо Ѓоргиевски ќе се ангажира, толку може да очекуваат одреден број на гласови. Иако ја не верувам дека тоа ќе им донесе пратеник, но евентуално тука може да се надеваат на одреден број гласови, кои што не се гласови кои што ќе дадат откинати од ВМРО-ДПМН, него тоа се веќе гласачи кои што и 2014 и 2011 дел од нив гласа за оваа опција, значи кога идеа нели посебно ВМРО-НП и другите. Кај Левица не знаеме, таа е доста нова партија, иако во зависност од тоа како ќе тера кампањата, има шанси да земе дел од гласачите кои што инклинираат кон лево или кон левиот центар. Се треба да видиме, значи премногу е нова партија и мислам дека сега доколку успее да се промовира добро, може да очекува дел од гласачите. Сепак генерално тоа е мал број на луѓе кои што ќе бидат опфатени со овие партии. Огромниот дел на гласовите ќе отиде кај ВМРО-ДПМН коалицијата и кај СДСМ коалицијата. Сега кај албанскиот блок, тука е поинаку. Значи тука ја искрено очекувам дека ќе имаме 4 партии во парламентот. До сега барем како што стојат работите. Дуи повторно ќе биде прва, но далеку од таа доминација која што имаше сега во парламентот. А потоа тука ќе видат и ДПА и коалицијата кај што е села заедно со едното крило од НДП и Унитети и од друга страна БЕСА со другото крило од НДП. Мислам дека може да се надеваат на по некој пратеник. Според мене овие 3 партии кои што не се дуи би освоиле можеби нешто помалку од она што ќе го има дуили тука негде од прилика. Во однос на пратенички мандати говорам. Но тука е доста подинамична ситуацијата кај нив, така да ќе видиме, се уште има долго време, но како што стојат работите, во моментов е отприлика така ситуацијата. Ме интересира ваше размислување прво за ВМРО-ДПМН и коалицијата која тие предводат, односно коалиција за подобра Македонија и коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалиција со граѓаните, нели? Како што е нивната насловена. Што може да очекуваме од овие две коалиции во кампањата и какви ќе бидат нивните реторики во предстојниот период од понеделник? Па моја предпоставка е дека ВМРО-ДПМН ќе оди на позитивна кампања. Че они успеваат да ги освојат и сите избори во изминатите 10 години претежно со позитивна кампања, можеби со одредени сегменти на негативна кампања, која што ќе биде само као придружен елемент на главната кампања, односно на главната слика која што сака да им ја представат на граѓаните и се разбира да го освојат нивниот глас. Така да тоа ќе биде поврзано со она што е до сега сработено, со она што се планира да се сработи, релацијата помеѓу ветеното и оствареното, што е многу значено, затоа што успеа ВМРО-ДПМН со оние отчети и нови програми, успеа да стекнат доверба кај гласачите дека генерално тоа што ќе го ветат има и добра основа да го остварат, што е најбитно кај секоја политичка партија. Многу е тешко да се стекне довербата, многу е лесно да се изгуби.
СДСМ од друга страна не поработија на овој принцип, значи они имаат изгубено довербата, веќе во неколку изборни циклуси многу работи што ветува или многу слабо тоа остварува или воопшто не остварува или остварува нешто што не вети, а што е негативно, што беше негативно перцепирано за граѓаните, како на пример територијалната поделба во 2004, така они не ја најавија таа 2002 кога го бара гласот на граѓаните. Така да они ќе одат како и до сега исклучиво мислам со негативна кампања. Значи ќе соди со директни напади во обид да се демотивираат можеби гласачите на ВМРО ДПМН, но за жал тоа нема да им донесе нови гласачи, бидејќи негативната кампања не носи нови гласачи. Мора да дадеш нешто покрај негативната, затоа секогаш идат заедно. Главна позитивна кампања и дополнително негативна кампања. Преку едната сакаш да добиеш гласачи, преку другата се обидуваш да одлееш од својот противник. Ако одиш без едниот сегмент, особено без позитивниот кој што е предоминантен за поготово за опозициони партии кои што сакаат да се стекнат со дополнителен број на гласачи, тогаш веќе има проблем во однос на зголемување на поддршката. Сега тоа они сакаат да го бајпасираат преку опит за добивање на дел од гласовите на албанците, но и самите албанци живеат во Македонија и ке нив веќе многу е позначено економската логика, како што тоа е веќе кај другите граѓани. Во изминативе 10-15 години многу позначена економската логика отколку некои ветувања кои што навистина веќе немаат никакво влијание врз нивниот живот. Етничките партии како такви имаат рок на траење. Или ќе се приориентираат после кон граѓански, или ќе ги снема. Дуи се уште не успеа да го направи, другите партии не успеаат тоа да го направат. И СДСМ се годи со одредени ветувања кои што повторно се на некоја етничка база. Ја не знам како они мислат тоа да го направат, но дури да освојат дел од гласовите на албанците преку одредени етнички провизии кои што им ги ветуваат, може да придонесат дел од нивното гласачко тело, едноставно да не излезе да гласа за нив, кои што се не албанци, да не излезе да гласа за нив. Лоше е тука на предпоставката на Хилари и заради тоа не ги изгуби изборите. Сега СДСМ може да влезат во истата стапица, каде што сметаат дека имаат стабилно гласачко тело кое што во секој случај ќе излезе да гласа за нив и после се обидуваат во други разни демографски групи преку некои чудни ветувања, би рекол дури испротивставени, да земат гласови. Така да, они со тоа што го ветуваат кај албанците со цел да ги придобијат, може да изгубат гласови кај македонците. Со тоа што Хилари тотално ги занемари белата средна, односно ниска средна и сиромашна класа во Америка, тоа и се врати како бумеранг токму, затоа што токму тие беа луѓето кои што му ја донесоа на Трамп. Демократи, кои што едноставно се почувствува надвор од она што го проповедаше Хилари. Хилари едноставно беше исклучиво насочена кон малцинствата со цел да ги придобие хиспаносите, црнците, азијатите и така натаму, заборави на она што е база на незината партија. Во моментов тоа се случува и кај СДСМ, само ќе видиме дали тоа ќе го има и тој ефект кој што се случи во САД. Накратко, дали е дојдено времето сега за обиди за правење на некакви граѓански концепти, граѓански коалиции, бидејќи видовме дека обидот на Зоран Заев да стави на листата неколкумина граѓански активисти, при тоа заборавајќи силни, квалитетни партиски кадри кои што можеби повеќе тежат од граѓанските активисти, поставување на етнички албанец на листа, повлекување на партии кои што биле во ВМРО ДПМН со него на листа, поставување лидери на тие партии кај него на листа. Дали е дојдено времето или пак ова е преизбрзан чекор кој што може скапо да го плати Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во обидот да внесе новитет во овој период од актуелното политичко општество? Значи, кој ќе се каже, граѓанска партија се смета на граѓански ориентирана партија. Не на влегување на NGO во самата партија на листите. Да се разбереме, тоа е друг
Значи, концептот на граѓанска партија е партија која што се бори за унапредување на општествените начела, унапредување на економијата, пред се унапредување на животот на граѓаните. А вклучување на граѓански активисти. Сега види, прашање е тука дали се тоа граѓански активисти или се членови на таа партија кои што можеби се промовирале преку одредени граѓански здруженија. Ние видовме дека дел од тие така наречени граѓански активисти се членови долгогодишни на СДСМ. Тука не гледам проблем. Проблемот е што они успеваат да стигнат до кандидатурата преку учество во одредени манифестации, како што беше така наречената шарена револуција, нели? Во обид да се придобијат одредени сегменти од таму. Па најголем дел од тие луѓе што беа таму се веќе СДСМ, мислам, нема што да се придобиваат или да не се придобиваат, но јас се слагам зашто да не се пуштаат нови луѓе, зашто да не се промовираат нови луѓе, тоа е све во ред. Проблем е дека не беше ова обид само да се освежи партијата, тука едноставно целосно да се рачисти со све што било СДСМ пред доаѓањето на Зоран Заев, што е многу погрешно. Пример, во ВМРО ДПМН има континуитет. И многу луѓе се таму, иако Груевски е многу подолго од Зоран Заев, многу луѓе се таму и пред да дое Никола Груевски. Значи, мора да има одреден континуитет со партијата. Ние гледаме дека, например, трети на листата во изборна единица 1 Борис Мековски. Борис Мековски е еден од основачите на ВМРО ДПМН, луѓето кои што човекот, значи, кога во 90-тите ќе прашаш за ВМРО ДПМН, текнува на Љупчо Ѓорѓевски на Борис Мековски. Така да тој континуитет мора да се запази. Нормално дека потребна е промена, не смеа да видат сите таман работа истите луѓе, но ова беше тотално расчистување. Значи тотално. И сега веќе тука збориме за една група луѓе кои што се доста влијателни во своите, особено своите локални средини. Мене за тоа ми изненади. Значи од тие 13 пратеника во ред може да 5, 6, 7 да не ја довија довербата, но требаше барем 3, 4, 5 луѓе да останат. Мене ме зачуди, например, ој што беше пратеникот Маријанчо Николов во СДСМ од Велес, кој што има еден релативно добар рейтинг, особено во општината и во изборна единица 3, зашто беше трнат. Ако гледаме дека најлоша листа СДСМ има токму во изборна единица 3. Почнувајќи од носителот па до крај. Така да тука веќе не можеме да говориме за промена или не можеме да говориме обид да се мотивираат дополнителни групи, него ова беше директно некаква дали освета, дали расчистување, дали може би страв дека некој може нешто да направи после изборите, со оглед што да се разбереме, свесни се сите, па и СДСМ дека овие избори повторно ќе ги изгубат, може би Заев се обидува да си изгради подобри позиции за после изборите. ВМРО ДПМН пак од друга страна се чини ги остави успеа да направи добар маневар. Кадрите кои што беа спомнати во така наречените бомби или обвинети, успеа да ги повлече настрана, да ги тргне, па дури се одважи да го повлече и заменик дополнителниот министер Диме Спасов во Министерство за труд и социјална политика и да извади повторно кадар од старото јадро на ВМРО ДПМН, со кое што ќе се обиде да се освојат гласовите кои што предпоставувам биле предпоставени дека ќе се загубат по почетокот на таа црна кампања. Значи се направи освежување и со дел од тие ветерани, да кажеме, во самата партија, што е многу значено за луѓето кои што се дел од она срцевина на самата партија, значи од тврдото крило, од кивото на партијата, дополнително со нови кадри кои што се промовираат во изминатите, да речеме, неколку години. Проблемот беше дека доколку некој остане од овие луѓе кои што беа спомнувани, целата кампања ќе беше фокусирана на нив. Тоа и сега пак најголем дел од кампања, пошто гледаме дека СДСМ ќе води негативна кампања, исличува, ќе биде фокусирана, но веќе се губи смислата за тоа. Се разбира дека тој потек беше не само што беше добар, туку беше и очекуван, нормално е. Мислам, зако се знае кон што цели самата кампања на СДСМ. Дополнителен потек беше што Никола Груевски од единица отиде во четврка, за директно да се соочи со Зоран Заев.
затоа што да кажеме победата на политичката партија се разбира победа и за лидерот на таа партија, но ова би значило уште една дополнителна победа, директна победа на Никола Груевски со Зоран Заев, затоа што до сега они не се соочиле. И со оглед дека обично лидерите одат во единицата, овој пат Заев реши да остане во четврка, он беше, мислам, веќе во изборница 4, но и Груевски сега отиде четврка. Тоа е и една многу значајна, би била значајна и символична победа и директно, значи, на двајцата лидери. Се случува изборна единица 1 да е доста интересна. Од политичките партии, нели големите тука не се лидерите, но во четворката се набиени сите можни лидери кои што нешто тежеле и тежат во Република Македонија, почнувајќи од Никола Груевски, Зоран Заев, Љупчо Ѓоргиевски, па дури и Слободан Богоевски од не, тоа не. Во ред, тој не е таков, но е сегментот така. Не. Да, Никола Груевски, Зоран Заев, па и Љупчо Ѓоргиевски точно не се во четворката. Тука се очекува да биде најголемата битка, се чини дека ако велиме во тројката дека СДСМ како да ја остави битката со оглед на тоа како ја состави листата, најверојатно ќе се позиционира во единицата и во четворката, каде што ќе се обиде во четворката да го намали поразот, а во единицата да добие нешто повеќе. Не верувам дека у четворката ќе се одвие. У четворката мислам дека Заев остана со цел, ако може да го ублажи поразот кој што е очекуван. Во тројката тој е неминовен. Они се обидуваат, СДСМ се обидува во единицата да направи нешто и во двојката и во шеската преку ова додворување кон албанците. Но реков, тоа може и многу лошо да им се врати. Еве ќе ви дам пример. Еден Јохан Тарчуловски ужива огромна популарност во скопскиот дел на двојката, особено. Значи, во Газибава, во Ѓорче, во Чаир, особено во Бутел, општина Бутел, бидејќи он потекнува таму. И Мухамед Зекири од СДСМ, значи он е сега од СДСМ, излегува со некаков статус дека види ВМРО-ДПМН кандидираат злосторник од Хаг. Значи Јохан Тарчуловски за сите македонци, особено за овие од изборна единица 2 од Скопскиот дел е херој. И со само тоа ти веќе си направил голем гаф и едноставно користа која што ја чекува СДСМ во двојката и во шеската да добие преку мотивирање на делот албанците да им го дадат својот глас на нив, може да ги кошта многу повеќе, затоа што може поголем број на гласови од тие што ги добија да им се одлеат токму поради тоа кокетирање со одредени, ја би рекол, неприродни ветувања кои што може да ги очекуваме само од една маргинализирана или не маргинализирана, туку една етничка партија која што е на крајот од својот пат. А тоа се случува и кај ДУ и кај ДП. Затоа реков, на нив има потребна трансформација. До следните избори. Значи, веднаш им е потребна кон граѓански концепт. Они дури се обидуваат полека воведувајќи некоја економска логика во тие барања, иако пак комбинираат етничко-економска, нели, за буџет поделба и овакво, што е тотална глупост, искрено. Нонсенс. Бидејќи ако е тогаш така, нели тогаш ќе се постави прашањето, па добро, ајде да видиме тогаш кој колку придонесува во буџет, колку албанците колку, па ајде да се подели, па нема проблем. Но тоа е све, значи тоа е апсолутно нонсенс. Така да, значи тој говор, тоа обраќање, начин на обраќање на СДСМ кон етничките албанци е повеќе приличен за ДУИ и за ДПА или за која било друга партија која што веќе го изодила оној етнички циклус на живење на секоја партија и кај што треба да се трансформира. Сега имате една граѓанска партија, СДСМ и ВМРО-ДПМН, бидејќи оние ќе ги надминаат и етнички бариери, затоа што имаат коалиција со овие помали етнички заедници, се гласа за ВМРО и за СДСМ, и роми, и бошњаци, и турци, и власи, и срби, и сите останати. Така да веќе пред се е тука концептот на држава Македонија, повеќе отколку на македонец како етникум застапенка и кај двете. И сега да се враќаат назад, и тоа не кон својот етникум, туку кон другиот етникум, кој што, односно не е својот, туку кон етникумот кој што не е дел од целата таа платформа,
би рекол во најмала рака доста рискантно, ако не и да го кажеме лошо промислен потек или пиар. Се знаеше дека листите на СДСМ ќе бидат такви, дали тука се охрабри ВМРО за Македонија или Алијансата од една страна да се откачи од канџите на Јове Кикеновски и Павле Трајанов да излезе со своји листи, очекувајќи сега дека во двојката ќе успеат да соберат поголем број гласови, па дури и таа коалицијата не предводена од Лјупчо Ѓоргиевски да се надеваат на еден пратеник во двојката, па дури на еден пратеник во единицата, токму поради оваа приказна која што ја направи СДСМ. Дел од, значи, тие граѓани кои што планираат да гласаат за СДСМ поради овие архаизми кои што се јавуваат во делувањето на СДСМ, не само архаизми, туку и тотално нелогични работи. Нели? Враќање кон етникум, не кон својот, односно оној кон кој што целиш како гласаш, туку кон другиот е сосема погрешен потек, сосема погрешен чекор, бидејќи ти треба да го освоиш тоа преку граѓанска платформа. Освои го преку граѓанска платформа, не преку етнички провизии, понуда на етнички провизии. Така да тие гласачи нема да гласаат за ВМРО, да се разбереме. Тие нема да гласаат за СДСМ, но тие нема да гласаат за ВМРО. Тука да видиме дали Левица, дали Лјупчо Ѓоргиевски, дали некоја друга коалиција без разлика која ќе успее да ќари нешто условно, ќе видиме. Ме интересира албанскиот политички блок. Таму некако кај албанците премногу се лути на ДОИ и на ДПА поради нивната национална риторика и се уште албанците поведени од таа нивна тврда национална риторика остана без финансии, без пари, останаа невработени и понатаму со утописка приказна дека Македонија некогаш можеби ќе се федерализира. Со појавувањето на овие две партии, односно нови две албански коалиции, со тврдото националистичко крило и ова помекото, на села е помекото, нели од другава страна е малку потврдо. Каде е? Па села нели го предводи едното, другото го предводи Беса. Беса не се национи, повеќе се можеби кон одредени религиско, етничко, малце почудни, но да, не се тврдо национални. Што може да очекуваме кај нив таму? Вие спомнавте дека тие останатите сите три може да го достанат на ДОИ бројот, но дали може да очекуваме драстично пак паѓање на ДОИ и ДП и излегување на овие два политички субјекти можеби пред нив? На овие избори не, но зависно од риториката и од она што ќе го ветат и она што ќе го за кој што ќе се залагаат. Видете, проблемот е дека 25 години албанските гласови се придобиваат преку некакви етнички провизии и барања. И веќе мислам стана дегутантно, затоа што мислам дека не може веќе ниту еден граѓанин на Македонија, особено не албанец, да каже дека се чувствува обесправен или дека нешто му фали. Доколку можете да отидете кај сакате, и во Скопје не мора да одите. Може безпроблемно да отиде во секоја институција да се обрати на албански ако има некаков проблем, да се образува на англиски од основно до универзитетско образование. Едноставно нема ништо поради кое што он би се почувствувал запоставен напред. Така да секоја веќе друга етничка провизија едноставно е очаен крик да се задржи тој етнички концепт на партија без таа неопходна трансформација, која што некогаш може да биде и тешка и болна, но која што е неопходна, да се разбереме. И ВМРО беше ДПМН етничка партија во почетокот на 90-тите, која се кризаше државност и така натаму. Веќе одамна е граѓанска платформа која што се бори за, значи веќе не за доброто на етничките македонци, туку за доброто на Македонија и граѓаните кои што живеат во неа. И СДСМ има таа платформа и требаше да се држи до таа платформа. Зошто направи ваков изглед, би рекол дека е се уште нејасно, односно предпоставката е, како што ја кажав претходно, дека гласачите нивни ќе си видат нивни гласачи, они ќе добијат плюси од етничките албански гласови. Таа грешка ја направи Хилари Клинтон, па видовме што се случи. ВМРО ДПМН на крај во цела оваа приказна останува на својата риторика, што од сега можеме да забележиме од делот нивните луѓе дека во нивната кампања можеби ќе преовладува
обидот да се исплашат граѓаните, односно гласачите, односно не да се исплашат, да се придобијат со приказна дека ете Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе федерализира или пак можеби ќе ја подели државата, благодарение пред се на повторно не својствената изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дадено во едно интервју или изјави, кој што можеби тој едно сака да каже, но секогаш го кажува она кое што според Социјалдемократскиот сојуз е лошо претолкувано од македонскиот граѓани. Па добро, ама како тоа година и пол лошо сите интервјуа изјави лошо се претолкуваат, нели? Ако една може да се претолкува лошо, ама 10 не може да ги претолкуваш лошо, така да не е тоа дали некој сака да наметне, туку едноставно самата СДСМ си ја крираше таа можност која што се разбира дека другите политички субјекти ќе искористат, бидејќи навистина треба да се запраша гласачот дали вие ќе гласате за СДСМ ако главното ветување, едно од главните ветувања е одредени етнички провизии кои што можеби водат кон некаква квази федерализација или нешто слично. Со употреба нели на албанскиот јазик и во општини каде што воопшто и нема албанци, што би се рекло која е поентата ако на пример вие во Виница имате во администрација албанец. Односно нема ни да има албанец во администрација воопшто како човек да се најде. Не, ама мора. Затоа што ако се воведе двојазичност, мора некој да се најде што ќе го зборува јазикот. Така да мора некој да биде ставен и овакво. Ако не живее таму, можеби ќе патува, не знам, од Скопје, Тетово и така натаму. Може ќе се насели таму, не знам. Како инаку ќе се воспостави или во Струмица кај што е Заев, како инаку ќе се воспостави тоа? Треба да вработиш албанци во администрацијата и таму за да може овако. Тоа се некако утописки приказни кои што се далеку од реална можност во моментот кога граѓаните на Република Македонија, барем според моје мислење, ќе се залепат на економските теми повеќе отколку на овие вакви ситни националистички теми. Што мислите, ќе успеете ли или која политичка партија повеќе ќе успее да се додвори на граѓаните со економските отколку со овие вакви теми за двојазичност и федерализација и останати приказни кои што сите граѓани имаат буквално, барем според мене, иста цел овој пат, тоа е финансиите. Тоа се дополнително, значи тоа е дополнување, таа е негативна кампања која што е дополнување на главната. Ние знаеме дека главната платформа на ВМРО-ДПМН е економската платформа. И сега вие ме прашавте која партија ќе успее да ги придобие на економски план. Па ако едната партија има, а другата нема, мислам дека е прашањето сувишно, непотребно. Така, но сметате ли, еве, например, во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше неколку интересни извадоци од нивна страна за минимална плата, не знам, зголемување од на некој си 16.000, просечна плата 30.000 денари, отварање работни места, дополнителни бенефиции и така натаму, како надградување на сето она што е досега вложено со малце поголеми цифри. Добре, значи да се разбереме, јасно е до кај може да иде, до кај не може да иде платата. Платата е производ на пазарот на труд. Значи, тоа економистите сигурно многу повеќе ќе го елаборираат. Платата не зависи од државата, платата зависи од пазарот. Пред се за зголемување на платите се неопходни две работи. Квалитетна работна сила, добро образована и добро обучена работна сила и друго мала невработеност. Македонија се бори со невработеноста 30 години, ова не е од сега, ова е уште од комунизмот. Сега моментално веќе се стремиме и мислам дека за прв пат на крајот на оваа година ќе имаме помала стапка на невработеност отколку кога сме имале најмала таму, мислам, 89 или 90 уште во Југославија беше, Македонија беше дел од Југославија. Што е многу позитивно. Второ, се отвараат странски компании кои што ги обучуваат работниците и со тоа се создава квалификувана работна сила и нормално дека цената на трудот на таа работна сила, особено кога ќе се намали
невработеноста ќе се зголеми. И ние можеме да очекуваме зголемување на платите, тоа ќе се случи за 2, 3, 4 години од сега, кога уште повеќе ќе се намали невработеноста, а ќе се зголеми потенцијалот на работната сила во однос на образование и на квалификуваност. Не ова нешто што се предпоставува врз база на некакви теории или што би било кога било, едноставно доволно е да се погледнат некои други држави, како на пример Кина, каде што оние ако тргнаа пред 20 години со некоја плата од $50, еве сега се веќе на $800-900. Зошто? Бидејќи практично нема невработеност и во меѓувреме работната сила се квалификуваше и сега Кина има високо квалификувана сила. Сега веќе на дел од компаниите не им се исплатува да се повлечат, бидејќи они се дојдени заради ефтината работна сила, но сега не сакаат да се одат бидејќи таа работна сила веќе е квалификувана и може да го испорача тоа што им треба. И тоа би требало да се случи и во Македонија, но за тоа треба време. А државата дека нешто ќе обезбеди, мислам државата ќе каже колку ќе биде минимална или просечна плата, тоа е нонсенс. Како може државата да каже просечна плата од 500-600 евра? Тоа се желби само. Желби. Исто и со минималната плата. Секој сака да биде минималната плата поголема. Секој сака. Но процената е дека доколку се зголеми, едноставно ќе има зголемување на невработеноста, бидејќи компаниите нема да може да си дозволат да вработуваат работници. И тогаш кој изгубил? И оние кои што се невработени дома, и компаниите кои што не може да се развијат, и самата држава која што не може да собира данъци. А веќе има план за зголемување на таа минимална плата. Но ова се веќе економски теми, мислам тие би требало повеќе да ги елаборираат економисти. Но нормално ги очекуваме да се најдат во политичката кампања, во политичките платформи од полемик и така натаму. Значи економијата ќе биде основа, но многу е важно да се даде план, програма која што е економски издржана. Сметате ли дека македонскиот граѓанин е писмен на ова економско поле? Бидејќи вие сте аналитичар, јас сум машински инженер и така натаму, но ги гледаме работите веќе како одат во државата и дека и сметам дека и малото дете веќе знае ваква една општа економска анализа да направи. Она што му е битно на граѓанинот е ако е невработен да се вработи, ако е вработен да се дообучи, ако е веќе дообучен да му се зголеми платата. Тие се основните работи кои што ги интересира на едно елементарно ниво секој граѓанин на Република Македонија. Така да они можат да проценат дали и кои ветувања идни ќе бидат остварени и кои ветувања едноставно ќе бидат на нив попристапни или пореални за да изберат една или друга политичка партија. Затоа реков, многу е важно и самиот политички багаж кој што го носи на политичка партија. Колку ти во минатото си ветувал, колку си исполнил. Преку тој сооднос може да се увиди што како ќе се случи. Пред самиот крај, дали може да очекуваме некакви немири, тензии за време на изборната кампања во зависност од тоа како ќе се движат аналитичките податоци од теренот, кој води, кој губи и така натаму? Дали може да очекуваме такво нешто на овие избори или политичките партии нема да си го дозволат тоа? И после година и пол дена, 2 години веќе, тоест криза скоро, горе-доле соодносот помеѓу партиите е многу сличен. Така да ништо не може да се смени во 20 дена. Тензии има. Изборите се токму за да се намалат тензиите и после да се почне со нели на ново исполнување на одредени реформски проекти без при тоа да има силна тензија во општеството, а додека во самата изборна кампања одредени притисоци може да се појават, но искрено ја не верувам дека зборувам за притисоци во јавна администрација, не зборувам за нереди, немири, улични притисоци. Тоа се притисоци во општеството, мислам генерално на притисоци во општеството. Значи одредени притисоци може да се појават во општеството затоа што има многу насобрана тензија, но тоа све ќе биде горе-доле на ниво од некои претходни изборни циклуси. Ја не верувам искрено, бидејќи на ниту една партија не одговара да создава притисоци и тензии, затоа што се виде дека и преку обиди на насилни протести, преку шарени револуции не се успева да се помести довербата. Довербата се поместува преку
позитивна кампања, платформа и ветувања кои што се остварливи и во кои што граѓаните ќе имаат доверба во тие луѓе кои што ги дават дека ќе ги остварат. Ќе ги признаат ли политичките партии резултатите од овие избори? Мораат. Ќе биде несериозно доколку некој излезе и како пред 2,5 години каже јас не ги признавам овие резултати. Мислам дека сите излегоа и кажаа дека еве све исполнето што треба, одиме на избори, сите се влезени на избори. Изборите си течат, ако има некој проблем може да го каже во меѓувреме, еве ова едно се случило, друго, трето, да се види како и што е, но вечерта кога ќе завршат изборите, сите лидери треба да излезат. Ја очекувам околу 10-11 часот и да ги признаат изборните резултати без разлика дали изгубили или победили. На самиот крај ќе ви заблагодарам на гостувањето и само ќе ве прашам колку отприлика веќе може да очекуваме некакви анкети од институциите кои што се задолжени за истражување на јавното мислење. Па добро, не се задолжени, туку работат со истражување на ја. Па ја мислам многу скоро. Можам да говорам во името во моје име, односно во име на Институт за политички истражувања од Скопје, мислам дека многу скоро веќе ќе имаме некакви податоци. Колку анкети би требало да направите до крајот на изборите? Дали имате некоја динамика предвидено 2 или 3 во овие 20 на ден од прилика или како ќе го мерите? Ќе видиме. Значи, бидејќи знам дека вашиот институт не работи само по нарачка на политичка партија, туку тоа е вашата платформа и програма веќе долги години наназад. Значи, ние најмалку работиме политика, но во секој случај потребно и добро е да се објави истражување на мислење пред избори. Се разбира дека тоа зависи колку финансии ќе имаме, затоа што оние истражувања кои што се објавуваат се самофинансирани, бидејќи тогаш немаме ниту нарачател, ниту некој кој што, бидејќи доколку вие ми нарачате истражување, тогаш тоа е ваша собственост. Ја не можам да објавам без ваше одобрување и ако го објавам треба да кажам кој е нарачател и како. Така да ние си правиме оние кои што ги објавиме се истражувања кои што ги правиме сами со сопствени средства со цел промоција на нашата работа и доказ за самиот квалитет. Јас тука не дека ќе ви заблагодарам на вашето гостување, ми беше чест што бевте гостин во мојата емисија. Се надевам дека овие неколку недели ќе ги следиме будно изборните случувања и доколку имам потреба повторно ќе ве повикам во студиото, бидејќи сметам дека сте еден од досега барем непогрешливите аналитичари или многу пати вашите истражувања се поклопуваат со резултатите од изборите. Па да се надеваме дека така ќе биде и во иднина. Да, мислам тешко е секогаш да се работи со ова, бидејќи општеството е жива материја, значи не е природна наука па да имаме одредени законитости, но сепак тука мислам дека преку искуството, преку методологијата која што ја надоградуваме секојдневно, односно постојано, мислам дека како и во минатото и сега ќе бидеме во склоп на она што се очекува за изборите. Ви благодарам на гостувањето. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Имајте пријатна вечер. До гледање.